Добар ден, криптоентузијасти, ќе направиме некои интересни работи денес. Прво за почеток, нормално како и секогаш во секој видео за вести, би сакал да ги пофалам оние кои што помогнаа на прибирање на нови материјали. А тоа се Никола Котели со неговите многу интересни видеа кои што ќе споделиме некои од нив, Дарко Јошев, Иле Кучишки, Јован Цветановски, Тодоровски Илија и Бобан Досев. Повеќето од овие се постојани соработници на каналот, така да како и секогаш им благодарам. Сите оние кои што се нови, нормално продолжите така со цел да можеме подобро да информираме целосната јавност за крипто случувањата во Македонија. Сега, денеска пред да почнем со нормални вести, значи имаме некои интересни работи кои што сакам да ги споделам со вас. Прво би сакал да направам мала споредба во однос на ФАД и како ФАДот реагира на пазарот, посебно за оние кои што се нови. Значи ќе споредиме некои интересни моменти кои се случувале претходно во историјата на чартот, со тоа што ќе видиме како постепено фадот се намалува, нормално, затоа што колку и да сте голем субјект на пазарот, едноставно после некое време веќе луѓето престануваат да се плашат од вас. Тоа е првата работа. Втора работа ќе поразговараме за вчерашниот пат, иако добивме позитивни работи на инфлациониот пазар, нормално на Федералната резерва. Ќе поразговараме околу Fed Now, затоа што само што не дошол и ќе кажеме како тоа е една од главните причини поради кои што не се движиме нагоре како криптоиндустрија, и потоа нормално некои интересни вести од светот за тоа како се развива моментално источната хемисфера во однос на крипто, интересни вести од некои блокчейни и нормално за крај секогаш имаме некои чартови од други канали кои што ни ги доставува Бобан Досев со цел да споредиме во однос на она што ние го работиме и каде стоиме во однос на другите канали. За почеток, како што кажав, значи ќе искористиме истата оваа статија каде што точно се напоменати моментите кога Кина го банирала крипто, за да направиме корелација со моменталната се состојба на пазарот. Значи Кина крипто го има банирано многу пати, меѓу кои неколку се најзначителни, како на пример декември 5 2013 година Кина банира секаков тип на трансакции помеѓу банки и криптоменувачици. Дали ви ова познато од некаде? Значи банирање на банки и криптоменувачици, односно банките да не можат да бидат снабдувачи на on и off ramp на криптоменувачниците. Истото што го прави моментално Америка, значи истото. Така, еве го тој момент, а тоа апсолутно го означува и врвот на 2013 бул маркетот, каде што ако измериме од овде до моменталниот пат, значи од кога завршил самиот пат, за 2 недели се стигнало до 66,7% во надолна линија. Значи може да замислите што се случувало со алткоините, сега нема да правиме за алткоините, со оглед на фактот дека знаеме, ако 66% е на биткоин, алткоините се 90%. Како и да е. Значи ова е Кина за прв пат официјално банира крипто. И со тоа го означува крајот на бул маркетот од 2013 година и првата масивна корекција. Вториот дел од овој бан ни следува, значи втор бан практично, во 2017 година, каде што ги банира сите initial coin offerings, односно не може да се прават нови initial coin offerings за било кој нов коин, а тоа го прави точно на 4 септември 2017 година. Значи ако погледнеме на самиот чарт, 4 септември 2017 година е буквално една голема корекција која се случува во 2 недели и овде ќе имаме пат од, само момент да најдам точно колку е, 36%. Значи првиот бил 66%, вториот е 36%. Така, и тоа нели го банира во практично full blown bull market. Секогаш е во bull market истата ситуација. И третиот и најзначаен, нормално, е во 2021 година, кој што нели води овие два последователни бана, и во 2021 година го банира биткоин майнингот, со тоа што тоа се случува точно 2021 година, ево, каде се случува негде во септември. Значи и во самата статија е запишано, само да не знам каде пишува, 2021 година во текот на септември месец, значи ако го прочитате овде, сега не можам точно да го најдам, но некаде стои овдека е во текот на септември, каде што овдека во оваа ситуација, значи погледнете, значи прво реков ми имаме 66, па имаме 36 и сега моментално, еве дури оваа свеќе само да ја рачунам, значи само да успеам точно да ја измерам, 7%, 8%. И тоа огромен бан на майнинг, каде што 99% од майнерите мораат да се преселат
во други држави со цел да можат да продолжат со мајнинг на биткоин. Така, значи гледате што се случува. Колку повеќе правите вакви глупости, толку помалку веќе пазарот реагира на вас. Значи едноставно пазарот се привикнува на ваквиот фат кој што вие го правите. Имаме и втор пример, кој што е многу попознат на поголемиот дел од вас, затоа што сте многу понови на пазарот, а тоа е Илон Маск со неговите глупости. Прво кажа дека нема да може да се купува Тесла, значи затоа што биткоин не е доволно зелен. Така, тоа го направи, значи ќе погледнеме овдека значи објавено на 13 мај. Така, ќе погледнеме што се случило на 13 мај, мај, почетокот 10-13 мај. Значи во овие две недели биткоин пазарот, значи откако го направи првиот врв, падна 43-44% поради ваквите глупости на Илон Маск. Со еден твит ево, се разбираме? Затоа што немало да купува, никој да купува Тесла веќе со биткоин. Никој не купуваше Тесла со биткоин, значи никој. Ова е сам фат на пазарот. Второто, истиот овој морон, после тоа објавува меме во кое што breakup, сега не знам дали ќе го најдам овдека, имаше значи меме објавено како демек со биткоин breakup. Глупости, значи глупости, морон. И еве го тој втор момент каде што истото го објавува, значи ја погледнете, 4 јуни, така. 4 јуни, еве, тоа е крајот на оваа, почетокот на оваа недела. Практично, еве ќе гледаме од самиот врв, значи до крајот 35,4% за глупости на Илон Маск. Иако овде имаше некои дополнителни вести, но како и да е. И кога навистина направи фад на пазарот, односно кога Тесла се ослободи од 75% од своите биткоин холдингс, а тоа можеме да видиме дека е на 20 јули. Ако погледнеме, еве каде е 20 јули, значи 19-20 јули, значи тоа веќе воопште не делуваше на пазарот, туку имаме буквално памп. И тоа беше вториот врв кој што го направивме, затоа што после некое време, значи пазарот престанува веќе да делува на вашите глупости, без разлика кои сте и шо сте. Дали сте позната личност, дали сте држава, се разбираме. Па моментално од овие три и од овие три кои што ги погледнавме во Кина, сега сме на првиот од Америка, се разбираме. Значи ова што моментално гледаме овдека е првиот официјален пат поради глупостите кои што ги прави Америка на пазар. А тоа е уште од почетокот од 31.000 до сега каде што имаме солиден пат, значи биткоин се коригирал 20%. Значи се коригирал 20% и ова е директно последица на глупостите кои што моментално ги прави СЕК со неговите тужби и со неговиот кракдаун кон целата крипто индустрија. Значи само сакам да ви кажам дека ова не е ништо ново, ова не е нешто невидено на пазарот, посебно со оглед на фактот дека овој кракдаун почна со, како што видовме и во Кина, иста ситуација, значи кракдаун на банките, да не може да соработуваат со крипто во никаков случај. Иста ситуација, исто сценарио, само 10 години подоцна. Така да ова не е ништо ново. Сега, проблемот во целата оваа ситуација што е? Што и покрај позитивни работи, каде што гледаме дека S&P 500 и Nasdaq и понатаму продолжуваат нови локални врвови, значи гледаме дека криптопазарот воопште не се ни запра, туку и понатаму продолжува со корекција. Сега, вчера дополнителен фат на пазарот имав. Значи јас се обидов да најдам цела вечер од каде се тоа потекнува и успеав да најдам од Тодоровски Илија ми помогна во ова, морам да признаам, со тоа што ќе поразговараме кој е вчерашниот фат кој што поради и покрај тоа што имавме одличен пад на инфлацијата и одлична вест од ФЕД и понатаму продолжи да паѓа самиот криптопазар, но пред тоа само уште еднаш да напоменам, значи фадот и понатаму продолжува. 9 јуни некој си претходен SEC official, кој да е тој, и понатаму кажува дека Комисијата за хартија од вредност ќе продолжи со напади на криптоплатформи и кажува сите кои што се инвеститори да се тргнете од криптоплатформите за да не настрадат. Но пак ќе напоменам, тоа не е крај на светот, Америка не е единствената земја на светот. Прост пример, Кина го имаше 60% и повеќе од биткоин мајнингот. Еве како заврши сето тоа и сега веќе Кина е безгласна буква во крипто. Додека нормално сега повторно не почне да зима сила, кој што моментално гледаме дека се случува. Значи, гледате, 66, 36, 7. Тоа е. Целата сила во три банови ја нема. Крај. Така да, оно што сакам да ја кажем е дека исто како Кина, така сега моментално верувам дека слично ќе се случува и оваа, да речем, историја која што моментално ја гледаме од Америка, која што започна со ваквите банови на СЕК, но очигледно е дека ќе продолжи и понатаму, а во исто време уште еднаш ќе напоменам дека Конгресот
заедно со Комисијата за финансиски услуги, работат на воспоставување на крипторегулатива, затоа што додека ова го прават мороните во Америка, во исто време нормално целиот капитал бега кон исток. Сега, зошто го прават ова? Во неколку клипчиња овде дека ќе ви биде објаснето дури од други луѓе, она што јас постојано го зборувам, но со оглед на фактот дека не можам да најдам говорници кои што ќе споделат со мене на каналот мислење, со цел да слушнете второ мислење, морам да се на некој начин осврнам на ваков тип на клипчија каде што луѓе во криптоиндустријата најчесто зборуваат или во економската индустрија зборуваат за тоа што моментално ни се спрема. Така да поради оваа причина уште еднаш му благодарам на Никола Котели, ова е негово дело. Значи поголемиот дел од клипчињата се пратени од него, затоа што навистина немам време да ги барам едно по едно, но ова ќе биде добар начин на каналот да добиете и второ мислење, да не биде само јас ви, нели, предавам суопарно, туку да видите дека не сум само јас, туку има многу луѓе кои што размислуваат исто како мене во однос на оваа тематика, а тоа е посебно околу FedNow и што доаѓа. Пред да се осврнеме на FedNow, значи каде уствари е фатот кој што моментално се случува и зошто добивме повторно пат кој што немаше никаква логика, значи никаква логика немаше вчерашниот пат после толку позитивни вести. Хинман меловите. Америка моментално преговара за крипторегулатива со тоа што не преговара со нивни морони, туку преговараат со CEO на Avalabs, CEO на Circle, пред тоа беа повикани други CEO од големи проекти, потоа имате во исто време негативна инфлација, односно инфлацијата продолжува да паѓа, невработеноста продолжува да расте, кои што се фактори кои што рековме се исклучиво битни за да добиеме пауза, добиваме пауза на Федералната резерва и целиот пазар повторно паѓа. Зошто? Еве зошто. Значи, во овој краток запис добиваме се што ни е потребно, а тоа е на крв. Знаете, крв представува DAO, каде што имаат посебни пулови, нели, за практично размена на валути една во друга, каде што има и пулови за размена на стейблкоин. И буквално ова се случува поради USDT, затоа што знаете сами дека USDT моментално по маркет кап представува една од најголемите криптовалути. Само момент. Маусот поради некоја причина почна да ми протестира. Значи, погледнете и сами. Трето место моментално со 83 билиона по маркет кап, значи е апсолутен шампион. Така да било што би му се случило на Tether USDT може да направи проблем на целиот крипто свет. Епа, според ова моментално што гледаме овдека, значи не се извинувам, ова беше уствари веста. Значи имаме огромни трансакции во кои што USDT се променува во USDC и во DAI. Односно, очигледно, некој има некаква дојава или што и да е, дека нешто ќе се случува со USDT и поради ваквата причина гледаме дека милиони и милиони од USDT се внесени во маркетите, во маркет каповите на DAI и на USDC, кои што се вториот и третиот поголеми на стейблкоин моментално, со тоа што тоа многу лесно можеме да го провериме. Значи прво гледаме дека цената на вистина паднала на USDT, што е одлика на голема продажба. Значи наместо 1 цената паднала најниско во текот на вчера околу 11:10 часот попладне, што гледаме дека е 0,995. Иако тоа е премногу малку, но не е малку ако имате билион. Се разбираме? Тогаш имате огромна загуба. Така да поради овие причини очигледно ваквиот пад на цената, значи очигледно е причината и тоа гледаме дека исто така тоа е пропратено со губење на маркет капот. Значи нормален маркет кап гледаме 83,4 билиона, најниско ниво 83,1. Тоа е значи 1,3 билиони излегле од маркет капот на Tether, со тоа што можеме да видиме дека USDC и DAI, USDC да, значи истиот има наплив на средства, ќе го погледнеме маркет капот за момент и ќе видиме дека ова што моментално го кажува статијата е во право. Значи не заборавајте секогаш да проверите она што ви го кажува, дали е тоа навистина така. И гледајте, значи 14 јуни негде вечерта, значи од најниско може маркет кап од 28 билиони, завршува со највисок од 28,100, значи тоа се тие 144 во оваа ситуација милиони кои што влегле во маркет капот на USDC, додека за разлика од тоа USDT не е така. Значи можеби кај нив гледате, што дури имаат и дамп, а не е памп, и тоа дамп голем. Значи 69 милиони на маркет кап кој што го има DAI е голема работа, со тоа што DAI е стабилен, но тоа не можеме да кажеме за USDT, кој што се уште не е повторно назад до 1. Значи треба да биде 1 и ништо повеќе ни помалку.
Така да, верувам дека ова е стравот, затоа што знаете сами дека ваквата големина на USDT, доколку нешто му се случи, ќе направи големо пореметување на целиот пазар, со оглед на фактот дека пазарот е исклучиво поврзан со стейблкоините, со цел да има некаков тип на on и off ramp и со цел да има некаков тип на стабилност каде што може да ја задржите вашата вредност од она што сте го добили или што сакате да го зачувате, каде што е нели пег на долар. Значи тоа е јас според мене, кога што гледам единствена причина поради која што ова може да случи, јас не најдов ниту една друга причина поради која што добивме дамп на пазарот, така да ако најдете ќе ве замолам да споделите со мене во порака. Сега би сакал да погледнеме неколку видеа каде што ќе објасниме значи што уствари се случува и зошто се случува тоа. Значи првото видео е буквално за тоа дека FedNow доаѓа. Јас тоа што ви го кажувам цело лето, па дури од зимата наваки, значи ви кажувам дека главната причина поради која што моментално се случува ова што се случува е тоа што моментално Америка се обидува преку FedNow да воведе она што го има со крипто. Односно зошто да го има тоа криптоседницата кога може да биде поседувано директно од државата. Значи погледнете што ви кажува он, а јас ќе ви преведам на крајот од видеото. Now, goodbye Venmo, goodbye PayPal, and every other payment processor app that you've ever known. And welcome to FedNow. FedNow should be up and running this July and will allow for money to be sent 365, 7 days a week, 24. Значи, до сега што вели? Сите оние плаќачки апликации, но да не забораваме, не се само плаќачките апликации, со оглед на фактот дека ниту PayPal, ниту Venmo не беа нападнати, туку само криптосекторот беше нападнат. Така да, во оваа ситуација и плаќачките апликации и нормално криптосекторот го нудат она што моментално сака да го превземе Америка. А тоа што е, он само кажува дека почнува од јули да функционира FedNow, а тоа е да имате плаќања и примање на пари 365 дена во годината, 24 часа, 7 дена неделно. 24/7. But here's where things get bad. FedNow is ran by the Federal Reserve, aka the government. By using this instant payment service, you are allowing for the federal government to have full access to your bank account, as if there wasn't full access already. But in the fine print, it says that this FedNow is programmable. This means, for example, that if Значи, пред да продолжиме околу програма во делот, значи оно што јас постојано ја кажувам, FedNow е CBDC. Значи нека не ви кажуваат глупости, FedNow е CBDC. Крај на муаветот. И она што моментално го прават, истото што го правеше Кина пред 10 години, ова е само копија. Тоест не пред 10, пред 5, како и да е, ми разбирате поентата. Значи, што вели? Моментално сите овие трансакции кои што ќе одат нема да одат веќе преку комерцијални банки, туку ќе одат директно преку Федералната резерва која што представува Централна банка на Америка. И што вели? Значи нема веќе никаква интимност. Директно се оди преку Централната банка и она ви ги гледа, одобрува и нели наблюдува сите ваши трансакции без разлика што правите. Сега оно што го кажа. Значи вика овие пари ќе бидат програмирачки. Значи што тоа значи? Јас веќе сум ви објаснил, сега ќе ви кажа он како пример, а јас потоа ќе ви преведам. If there was another pandemic and only essential workers were allowed to be out, if you were not considered essential and tried to be out buying gas, your card would probably be declined. Programmable money. Значи, ви даде пример. Вели, да речеме вика дека ќе имаме вика нова пандемија, што нормално ни спремаат, и да речеме вика дека само оние кои што се моментално essential workers, односно оние што се од важност за време на пандемија, знаете како имаше рестрикции, дека може само оние луѓе кои што се нели медицински работници, пожарникари, полицајци и слично да бидат надвор од својот дом. Вели, замислете дека мора да испаднете надвор и одите со колата на бензинска пумпа, каде што барате со картичката нели да си платите, затоа што само CBDC има, кеш нема, така. И вика, кога ќе пробате да платите, вика, вашата картичка ќе биде вика одбиена. Зошто? Затоа што е програмирана, затоа што вие не спаѓате во essential worker, автоматски вас нема да ви биде дозволено ниту да ги користите вашите собствени пари. And the ability for the federal government to declare what you can and can't buy is a direct violation of the US Constitution and your private property rights. Значи, она што го кажува е дека на овој начин, преку ваквото програмирање на средствата, они во било кое време може да ви кажат што и како ќе купувате. Следното видео ќе ви даде малку повеќе информации околу ова, но ова што јас ви го кажувам, не сакам да мислите дека тоа е само од мене. Значи, ова е нешто што сите кои што се малку поинформирани во овој сектор знаат дека доаѓа и знаат што е и знаат колку е лошо за нас. Само сакам тоа да го слушнете и од друга уста, каде што многу луѓе во светот се свесни за ова што доаѓа и би било жално како овци несвесно да продолжиме да прифаќаме вакви глупости кои што ни сервираат како да е тоа позитивно за нас.
Every major banking system will have this in July, and when this stuff pops up on your phone as an update, I would highly recommend that you read the fine print and do not comply. Значи, шо види? Секоја од големите банки вика ќе го има ова во јули. Значи, нема тука дали сакате или не. Вас Федералната резерва ви кажува во јули ова мора да биде применето крај на муавето. Така да во оваа ситуација веле, на вашиот телефон ќе дојде апликација, нормално знаете дека имате онлайн банкинг, каде што ќе ви бара практично да потврдите дека да речем го прифаќате ова како нова појма услуга и нели дека ова е додадено на вашите оние што се privacy policy, сме разбирате и слично. Така да вели, прочитајте го вика, нели, ова што ви го бараат да дозволите и вика направете do not comply. Мада јас не верувам дека тоа вас ви е опција, затоа што на тој начин вие автоматски нема да може веќе да користите онлайн банкинг, поради тоа што единствена опција ви е да направите comply или да бидете исклучени од системот. Нема да има друга опција, тоа е проблемот. Giving government the complete autonomous access to your money is a slippery slope. They've banned gold, they've devalued our currency, and they've manipulated the numbers on inflation for years. To think that they will not restrict where you spend your money is foolish. They can't. Значи, убаво тоа што јас постојано ви кажувам. Значи, ајде да видиме што направиле досега и сега зошто би им дале повеќе права. Значи, што вика? Да им се даде целосен пристап до вашите сметки, до трансакциите, до вашата финансиска слобода е самоубиство од финансиски аспект. Зошто? Истото што јас го кажувам постојано. Вика, златото што направи? Америка, останатите држави, бан, не може да го поседувате. Мора да биде депонирано во централни трезори, така? Значи, ви го одземале, тоа што јас постојано го кажувам. Второ, девалвација на валутите. Тоа е директно нивна заслуга. Они го направиле тоа со нивната алчност, се разбираме. И сега на овие луѓе бараат да им се даде целосна контрола над финансискиот систем со тоа што сите трансакции ќе одат преку еден орган кој што е директно контролиран од владата, каде што они ќе може во било кој време да ви кажат што ќе правите со вашите пари. Значи, тоа е финансиско самоубиство. И оваа финансиска писменост која што за жал ја нема меѓу нашиот народ и пошироко во светот е причината поради која што ќе им успее ова. Can and they will. Значи, она што он го кажува на крајот е дека ако мислите дека покрај сето тоа што го направиле моментално, ако им ја даете оваа шанса, нема да ја искористат против вас, се лажете, сигурно ќе ја искористат. The ultimate surveillance tool, isn't it? Worst of our problems is the fact that it's going to be programmable. Because it is digital, it means the money can be programmed to be spent in any way in which the central bank or the government decides. So one of my particular concerns is the World Economic Forum. Не заборавајте дека нема срање во светот кои што не започнуваат од Светскиот економски форум. Зошто? Значи, еднаш годишно ги собираат сите овие шапшали што треба да не водат и им кажуваат за домашна што треба да се направи во вашата држава со цел да воведеме што можеме повеќе контрола врз нашето население. Значи, ова ако не е толку поврзано со крипто во кор, значи во нивната срж, немаше толку да го форсираме нашиот канал. Луѓе, ова се дешава, ова не е за ваканција, ова ќе биде многу сериозно што моментално доаѓа. И ова не е само во Америка, се случува низ целиот свет, само што моментално големите држави како Кина и Америка го буткаат ова на голема врата со таков тип на фат, како гледате Coinbase го тужевме, гледате Binance го тужевме. Значи да повториме уште еднаш. CBDC представува приватен леџер, она што оно го кажува програмски пари. Тоа значи дека они го поседуваат целиот леџер. Може да го менјаваат како сакаат. Може да ви додадат, може да ви одземат пари, може да ви ги замрзат, може да ви направат, сега тоа оно што кажува, значи буквално ќе ви кажат како, кога и колку од вашите пари смеете и можете да користите. Разликата помеѓу CBDC и крипто е тоа што крипто е децентрализирана мрежа, во која што никој нема ингеренции да го промени тоа што е запишано и на тој начин, иако се програмски парите, правилата за ваквото програмирање на парите се веќе определени одамна. И никој не смее да ги промени. Не можете и да сакате. Без разлика дали сте држава, дали сте нуклеарна сила, дали сте господ, никој не може да го промени леџерот. Така да, ова е разликата. Сега, во она што го кажува овде, слушајте ги примерите. Because they're talking about implementing a carbon allowance. Now this Овде кога зборува за Светскиот економски форум, каде што вели дека на сите луѓе во светот ќе им се даде carbon allowance, односно тоа ви е дозволени карбон кредити кои што може да ги имате за да не го загадувате светот премногу. Слушајте ова сега.
This means each individual will be given a certain amount of, whether it's credit or whatever it is, carbon that they are allowed to emit. And how do they implement that? Through a central bank digital currency. So if I buy too many plane tickets, or if I buy too much meat, because those things are all supposedly very bad for the environment, my money when I go to fill up my car could then be declined. So now they're literally controlling what we can and can't do with our money. Значи, примерно што го кажувам, моментално идејата на Светскиот економски форум е да се ограничи преку овие CBDC, затоа што они вас не може да ви кажат каде користите кеш или крипто, но може да ви кажат каде да користите CBDC. Зошто? Не мора да ви кажат, ќе ви забрана. Значи вели вака, ако купите премногу авионски тикети или купите премногу месо, кое што нели според нив е штетно за околината, штетно за светот, автоматски вие сте ги пополниле овие карбон кредити кои што ви се дозволени и вие веќе не може да користите вашата картичка. Што значи дека и да имате пари кои што се практично CBDC, вие нема да може да ги користите. Каде е сега проблемот што она не го спомна во оваа ситуација? Не е толку страшно што нема да може сега отидете у не знам, продавници да купите нешто. Една од големите работи кои што она не ги спомна, со ваквото ограничување на купување на тикети за авион, воз или што и да е, ве форсираат да останете таму каде што сте. Се обидуваат да ви го ограничат вашето движење низ светот, со тоа што ви кажуваат дека ако купувате премногу тикети, го загадувате воздухот, го загадувате светот. Значи до каде се оди? И тоа е возможно затоа што само ќе ви блокираат картичка да ги кажат, детко, можеби 3, ако не и еден тикет доволно ти е година. Money. It's also important to realize that the money can expire. So during times of economic uncertainty, central banks love to print lots and lots of money, which causes inflation. But we could get to a point where they say, instead of printing money, you have to spend at least 10% of your savings in the next 3 months. If you don't spend that money in the next 3 months, then that money is going to expire. Ева га се, значи уште една многу битна работа. Не само што ќе ви кажат каде да ги користите и колку може да купите, туку ќе ви кажат и кога да ги користите. Значи она што го кажа она. Вели вака, значи пример да речеме дека има пандемија и дека направиле премногу голема инфлација со тоа што испринтале еден тон пари. Сега моментално е многу потешко тие пари да бидат вратени назад, затоа што е потребно многу повеќе инструменти и досаѓање практично економски кажано, за да се вратат парите назад. Со CBDC они вас ќе ви кажат дека со едно копче може да ги избрише тие пари и да ја снема инфлацијата. Но како? Ќе ве принудат да ги потрошите. Она што го вели, вика, ќе ви дадат 3 месеци и ќе ви кажат дека треба барем 10% од вашата заштеда да потрошите, или пак ќе исчезне. Значи вели expire, односно ќе помине рокот, би било практично превод на македонски, во кој што они може да ви кажат затоа што овие пари моментално се испринтани и инфлацијата е преголема поради општото добро, вие или ќе ги потрошите или на тој датум вашите пари ќе исчезнат. Еве, чисто да знаете каде се тоа. And if you can't save money, well, then you can't build long-lasting generational wealth. You're always going to be a slave to the system. And, I don't think people really understand the severity of this. Значи, она што постојано ви кажувам, дека баш на овој начин, со ограничувањето на тоа кога може да ги користите вашите пари и дали мора да ги искористите, вас, буквално што го кажува и она, ви се зема шансата за заштеда. Значи, вие на тој начин системот во било кое време може да ве изманипулира, да бидете директно зависни од него, затоа што само ќе ве принуди да го искористите тоа што го имате. Така да имајте го тоа предвид. Во тој правец се движиме. Толку е страшно. Ова не е утопија, ова не е научна фантастика, ова се случува. Значи, една од најголемите држави го прави во јули. А знаете и сами дека кога Америка прави нешто, се редат уште 100 будали позади неа да следат пример. Така. Следно нешто што би сакал да слушнеме, само момент. Ова е како се принудува рајата, за жал што морам вака да не наречам сите нас, да ги прифати овие промени. Значи јас многу пати зборам на нашиот канал. Со страф, со паника. Односно, вие доброволно никогаш не би си дозволиле да ги изгубите вашите слободи и права ако не сте принудени или ако не сте крајно уплашени. 2021 through 2030, we can expect a dramatic escalation in the agenda. This escalation will likely come in waves where everything seems as if it's okay for a while, then there's a new problem. Значи, она што го напоменува во оваа ситуација на самиот почеток е дека оваа агенда за да се спроведе масовен CBDC мора да биде направена на начин со кој што ќе се прави во овие 2020 до 2030 година да имаме периоди во кои што ќе имаме солидно
напредување на економијата, солидно напредување на се ќе биде стабилно, за потоа да бидеме потресени од некои големи случувања како што беше пандемијата, како што понатаму се планираат и веќе се најавува, значи они пазите, јавно кажуваат дека се чека некаков си сајбер напад. Како тоа чекате нешто што не знае дека ги се случи. Значи они веќе најавуваат на голема врата и Светскиот економски форум и НАТО ЛГБТ заедницата. Значи сите овие мајмуни веќе најавуваат каде се тоа ќе се движи. A new problem could be something such as a cyber attack that temporarily takes down the power grid in most parts of the internet, leading to another shortage in the food supply. Ето така. Значи гледате како. Они веќе тоа многу добро го испланирале. Ово што го направија со COVID беше тест. Значи и не да беше успешен, ја верувам дека се многу задоволни од таквиот тест. Може да ме како сакате наречете. Значи ја моментално го гледам, ова се случува во реално време. Ако вие не го гледате, тоа е многу голем проблем за вас. Значи моментално ова што го прават е буквално исплашете го народот за да може уште малку да му се одзема правата. Повторно исплашете го народот за да може да му се одзема правата. Но овие периоди на плава линија каде што пак ќе добиеме некој економски напредок, пак ќе добиеме некои профити, се направени исклучиво за да бидеме доволно исплашени за да ги дадеме своите права, но не доволно за да се дигнеме против Светскиот економски форум и идиотите кои што не водат. Then, after some time, that will calm down, but the solution to the problem will be to increase restrictions online to verify everyone's identification. И многу добро кажува. Значи, моментално, каде имаат најголем проблем? Многу од луѓе поседуваат приватни новчаници, многу голема приватност има на светскиот интернет моментално. Поради ваков тип на сајбер напад, очигледно, треба да се одземе тоа, односно, затоа што сме имале голем светски напад, буквално и кажувај, гледате, значи они веќе направиле план како ќе се случи тоа. Значи не само што ќе има сајбер напад, туку ќе снема струја по големиот дел од светот, тоа ќе доведе во недостаток на храна, нели supply chains ќе бидат пореметени и слично. И на тој начин, логично би било да ви одземеме уште права затоа што не знаете што правите. Значи на тој начин целиот свет може да го пореметите. И нормално поголемиот дел нас ќе речат здраво, гледај, нападнаа, болje да дадеме, нека нели проверуваат да не се случи пак ова. Ultimately, this is to further silence the citizens from speaking out. Then, after a series of events, we should expect another major wave of COVID variants, along with waves of lockdown. Значи, гледате како, не мора да биде цел време пандемија, ќе пуштиме ваков напад, па после ќе пуштиме повторно пандемија, па ќе пуштиме војна. Гледате како се тоа се движи. Сега да не досегнем со самото видео, идејата ми е дека оваков тип на големи работи како CBDC, како FedNow, не се прават туку така. Значи, ако се кејавате, ви го покажав тоа и во примерот претходно, кога ви го покажав дома кај нас, со конфликтот помеѓу албанците и македонците, со цел да се спротне такво нешто големо како девалвација на македонскиот денар. Значи, истата ситуација се случува во Америка, ова е проверена стратегија. Го тужиме Coinbase, го тужиме Binance, гледайте ваму. А во позадина слонови минат, се разбираме? Само сакам да ви кажам дека јас не сум првиот кој што го открил ова, постојат многу луѓе кои што знаат за овие слонови и го гледаат тоа на секој дневно. Само сакам да ви напоменам дека не сум јас единствениот и да ви покажам примери од други луѓе што тоа го гледаат. Еве ова е некој водител, ако не се лажам во Англија, слушнете го ова. Plan for this, and the World Economic Forum calls them smart cities, which seems great. Се сеќавате, претходно ви објаснив дека Светскиот економски форум не само што би сакал целоса контрола, би сакал и сите да живееме во еден голем кафес, така наречен смарт градови, значи нели, смарт градови. Aggressive urban designers, like the UK headquartered ARUP group, they have their own section on the WEF website. They're Се сеќавате, ви кажав, ова се партнери на Светскиот економски форум кои што соработуваат во овие, како да кажам, трла за тренинг на овци. Gaming what smart cities might look like. It's kind of exciting. Well, what would life be like in these cities? Well, here you go. Their plan for 2030. Ова не е измислица, ова е директно од агендата на Светскиот економски форум за тоа како треба да изгледа смарт град во 2030 година. Your family will eat 0 amounts of meat and 0 amounts of dairy. Значи, они ви кажуваат дека вашата фамилија ќе јаде 0 месо, значи 0 количина на месо и 0 Само момент, се извинувам, работа. И 0 количина на млечни производи. Each person will be restricted to 2,500 calories a day. Значи, дури они веќе предвиделе дека ваквите градови ќе може да добие само толку, пазите, 250 калории на ден. Значи, они веќе ви пресметале колку ќе ви следува храна на ден.
What? Each family member will only receive 3 new items of clothing Секоја фамилија, значи секој член на фамилијата во една фамилија ќе добива само по 3 нови предмети за облекување, пример една кошула, едни панталони и едни чевли. per year. This is on the World Economic Site. Значи може да го најдете, како што кажав, значи многу лесно може да видите какви се нивните планови до 2030 година, само што никој не се замара ова да го види, тоа е проблемот. Они ви го ставиле јавно, значи до тој степен не се уплашени, што ви го кажуваат јавно дека се случува, ви го планираат, нема тука вие дали сакате. Значи одлучиле нашите лидери, тоа е тоа. There will be 0 privately owned vehicles. Значи нема никакво поседување на приватни коли, се ќе биде, сеќавате она што ви го кажав јас. You will own nothing and be happy. Значи нема да поседувате ништо, а ќе бидете среќни. Еве, тоа е среќата што ја планираат. This article on the website actually quotes Klaus Schwab and his references in the Fourth Industrial Revolution. Значи ова е практично дел од плановите за четвртата индустријска револуција, каде што нели се обидува човештвото да го дигнат на следниот степен. Оваа Швабава, Клаус Шваб, дури Шваб му е во името. Значи таа е екипата од Светскиот економски форум заедно со лидерите кои што и нашите се таму, нема да се секирате. И без нашите ништо не прават. Не постои морон на светот што не доаѓа на Светскиот економски форум. They talk about utilizing technologies like 5G, quantum computing, artificial intelligence for, quote, reshaping the built environment. Значи кажуваат дека технологиите кои што моментално нели како 5G, како artificial intelligence, quantum computing ќе бидат користени за да биде целосно реестаблирана моменталната средина во која што живееме. I gotta tell you, this is the scariest stuff I have ever written. I mean, Utopians in 1984, that stuff couldn't be done 20 years ago. This is George Orwell on steroids. Ево, тоа што ја го кажувам. Затоа и ви го ставам големиот брат постојано. Значи, постојано ви го ставам, затоа што ова е буквално по дефиниција извадено од неговата книга 1984 година, само што типот вика, не само што е извадено, туку е на стероиди ставено, значи до тој степен. And it all can be done and is being done. You plan Значи, не само што може, туку и моментално се случува, тоа што јас постојано ви го кажувам. Сега, знаете и сами дека и покрај сите овие стравови, постојано кажувам дека крипто е решението. Само уште една битна работа која сакам да ви ја напоменам е дека ова исто така се бутка не само од државниот сектор, туку и од приватниот сектор. Односно од моите омилени BlackRock, кои што поседуваат 60% од светов. Значи, погледнете, чисто да видите дека сето ова е синхронизирано. Значи, кога има представници од светските држави, зборувам од глобалните држави во Светскиот економски форум, не може да нема представници од BlackRock, да не заборавам, кои што го посетија и Киев пред некое време. And how do they own everything? Yeah, so BlackRock is an organization, it's a company publicly listed on NASDAQ that has tens of trillions of dollars of assets. Значи, она што ви го кажував, најголемата корпорација на светот. Зборуваме дека моментално, нели, како што кажував Иван самиот, е излистана на NASDAQ како нели јавно отргувана компанија и поседува според нив ова е само колку NASDAQ поседува. Околу 10 трилиона долари под менеджмент. Тоа значи дека поседуваат акции во многу различни компании, кои што во противвредност би биле некаде околу 10 трилиона долари. Assets under management. They disclose that they have like 14 trillion, but that is only BlackRock. Тоа што го кажуваат, значи со сите своји, да речем, основни операции и она што го поседуваат, на максимум негде околу 14 трилиони. 14 трилиони. Ако се сеќавате кога споредувавме ова, они поседуваат повеќе од 60% од буџетите на светот, ако не и повеќе. Значи од 60% од буџетите зборуваме на држави, значи на држави кои што милиони јадат живеат од овие буџети, така? Then they own majority share in most of the companies in America, right? Значи ова што јас ви го кажувам, значи тоа е само основната добивка. А колку пати јас постојано ви кажувам дека ова е само првиот ешалон. Они поседуваат многу компании кои што после поседуваат други компании, па други компании, па други компании на безброј нивоа надоле, каде што директно BlackRock одлучува за овие компании затоа што најчесто поседува не, да речем, најголем дел од акциите, но значителен дел од акциите за постојано да биде барано од него да се одлучува што ќе се прави со таа компанија понатаму. Односно, ги имаат прстите во сите пити на светот. Right? They also have money and funneled through all those things as well. So what companies? They own Pfizer, they own Moderna, they own all the airlines.
Значи, ова е само дел од компаниите кои што имаат поголем дел во самите. Значи, Pfizer и Moderna се два од најголемите производувачи на вакцини. Што значи дека се што вие сте биле вакцинирани, вашите држави моментално парите кои што ги плаќаат за тие вакцини од буџетот, тоа директно во BlackRock. On all the social networks. Да не забораваме дека ги поседуваат и сите авиокомпании и сите социјални мрежи, што значи дека утре, ако се одлучи да не се даваат овие карбон кредити и вие да може да купите само 2 тикета, погодете кој ќе ви ги става рестрикциите. Тој што ги поседува сите авиокомпании, тој ќе ви ги става рестрикциите. Односно, ова се тие големи джинови кои што моментално помагаат на светската глобална елита да го воведе сето ова срање. So when you see all this stuff, all this agenda, kind of everybody working together, then you have to realize who actually owns it. This isn't a conspiracy. You go to Yahoo Finance, you go to top holders of all these shareholding companies, and you see BlackRock and Значи, оно што јас ви го покажував ако сеќавате. Значи, сеќавате јас колку компании претходно погледнете го видеото за BlackRock. Само запишете BlackRock Finance и ќе видите. Значи, кога ќе отворите еден куп компании, негде во таа листа на собственици, сигурно ќе го најдете и BlackRock. Ако не е BlackRock, ќе биде Vanguard. Значи, има неколку од нив кои што се на некој начин тие основните корпорации во светот кои што се поседуваат, каде што нема бегање. Значи, ако не ве поседува BlackRock, ве поседува компанија која што е поседувана од BlackRock. Се разбираме? Така да за жал така функционира моментално. Vanguard at the top. So you go to Amazon, for example, you realize Jeff Bezos ain't the biggest holder of Amazon. It's like, oh shit, he's no longer the majority shareholder of his company, so he doesn't make the final decisions. Прост пример, вели, проверете на Амазон и ќе видите дека моментално дури ни Джеф Безос не ги поседува по големиот дел 50% од хартиите од вредност, што значи дека некој му кажува што ќе се случува, а нормално со тоа алудира дека се поседувани од некој тип на ваква корпорација како BlackRock или Vanguard или останатите. So he doesn't have the big say. What is BlackRock? Значи, ова е само да сватите дека не се само државите, туку и големи корпорации кои што се моментално поголеми од државите, се исто така замешани во целата оваа шема за да се воведе CBDC. Сега, она што исто така многу битно е дека делот каде што ние можеби ќе задржиме дел од нашата финансиска слобода пред да имаме, да речем, шанса да направиме нешто повеќе, е криптовалути. Зошто? Еве прост пример. Bitcoin. Is it 30K again? Well, dude, they're de-dollarizing. All the other countries are agreeing not to trade in the US dollar. What that means is, extreme inflation. If bank Значи, тоа што ја постојано ви го кажувам и што постојано се труби дека нема шанси, тоа ќе било долго, имало време, немало така брзо да биде, не е вистина. Значи, не е дали они сакаат или не сакаат. Нема тука, никој не ме прашува вие дали сакате да има дедоларизација или не. Се случува. Значи, јас ви кажувам дека оприлика 50-60 земји веќе се целосно, значи, или ако не целосно, на пат на дедоларизација, посебно кога тргуваат со блокот на БРИКС. Оно што го кажувам моментално и оно што јас постојано го кажувам. Дедоларизација на овие држави значи дека тие долари мора да се вратат назад во Америка затоа што веќе не се користени таму. Ви кажав дека 60%, а може да ги проверите, че ова се што ви го кажувам, се јавни податоци, за да не проверувам сега се на каналов, за да не биде видеото 5 часа. Значи проверете ги сами ако не ми верувате. 60% вкупното количество на долари се надвор од Америка. Што значи дека кога овие држави ќе почнат да престанат да ги користат, да речем доларите, мора да се вратат назад во Америка. Огромен прилив на долари во Америка може да донесе што? Он тоа што го кажува. Хиперинфлација. Оно што јас постојано го кажувам. Не мора да значи дека ќе случи утре. Може би ќе случи за 3-4 години. Но е неминовно. Тоа они може само да си кукаат дека нема шанси да се случи. Таа пошто се навикнале дека не може да им се случи. Знаете како и Германија била голема, ама од 41 до 45 до 4 години престанала да постои. И стоело руското знаме на СССР на Рајхстагот. Само толку имам да кажем околу американците. banking crashes or goes to central bank digital currency and they Ево, тоа е следно. Значи, ако имаме таков тип на инфлација, единствена работа која што ќе се случи е прво колапс на банките заради преголема прилив на средства, а второ вели или ќе одиме кон централна банка, што моментално се случува. За тоа разговаравме до сега. Значи во јули они влегуваат во CBDC, тоа е FedNow. remove the cash. Ево тоа. Значи они ако тоа се случи, ја верувам дека дури можеби тоа и ќе биде главната причина поради која што ќе им речат на американците, слушај, се случува дедоларизација, ако не го отстраниме кешот, автоматски влегуваме во хиперинфлација. Така да верувам дека тоа ќе биде една од причините поради кои што многу лесно ќе го убедат американскиот народ да нема кеш, односно да бидеме cashless society, што моментално го имаат многу држави. Becomes a cashless society. Do I think that will happen? Yes. And I think
If it does, we're in big trouble. And if central banking digital currency becomes a reality, that means they could literally say you're not allowed anywhere outside of 8 miles of your home. And Ево, истото и од него. Значи, ако се случи да бидеме кешлес society, кај што вие не може да користите кеш за да одите кај сакате, автоматски вие сте во ситуација кај што ево, програмирани пари. Значи нема да ви дозволат, вели вика 8 мили вика надвор од вашата куќа и толку вика, нема кај да одиш, ја ти кажувам. Немаш избор, твојата картичка не работи надвор од 8 мили од каде што моментално се наоѓаш. Замислете го тоа. as soon as you go 9 miles from your home, your credit cards don't work. Your money is no good, which is why everyone will skyrocket the value of Bitcoin. Ето тоа што ја го кажувам. Значи на овој начин вие купувате валута која што не може државата да допре. Значи не е дали она сака или не сака. Нема начин. Не постои. Нема оружје со кое што вие може да принудите биткоин да оди надолу или нагоре. Да, можеби со поседување на истиот да манипулирате цената, но на крајот од денот не можете да го уништите. Значи не е ова компанија што може да ја затворите, човек кој што може да го убиете. Ова е децентрализиран систем кој што комплетно е независен од вас. Because that's a decentralized banking system. I should buy them right now at 30 because if the banking goes crazy, Bitcoin's going through the roof. Вели, затоа што тоа е децентрализираниот систем кој што нели, како што кажаме, не може да биде нападнат. И шо вика, ако се случи такво нешто на дедоларизација и почнат да паѓаат банки, биткоин вика ќе отиде нагоре, вика ненормално. Она што постојано јас го кажувам, значи она што се очекува да порано или подоцна се случи. А нормално, уште е 13 јуни, официјално, Египет најавува дека ќе користи само негова валута во тргување со целиот блок. Блок се мисли на БРИКС, со тоа што сега блокот БРИКС е само 5, заедно со Египет 6, а ќе биде многу поголем почнувајќи од август, каде што се најавува и, како што веќе многу пати напоменавме, нивна валута со која што ќе се обидат целосно да го истиснат доларот од светот. Вели, ќе има паралелен систем како оној во SWIFT, иако тоа не е официјално потврдено. Јас ви кажувам неофицијални информации кои што се најавуваат како потенцијални, затоа и се состануваат во август БРИКС во Јужна Африка, за да одлучат дали ќе ги прифатат оние огромен број на нови членки, каде што, верувале или не, и Франција моментално побара да биде значи, дел од состанокот, а се верува дека бара да биде дел од состанокот затоа што сака да стане членка на БРИКС. Верувале или не, проверете, и ова е јавна информација, со тоа што она што сакам да го напоменам е дека моментално многу од луѓето кои што се финансиски писмени шпекулираат дека се спрема паралелен систем на SWIFT во кој што ќе бидат сите валути дозволени освен доларот. Така да ако тоа се случи многу побрзо од тоа што они веруваат ќе се случи дедоларизација, не е тоа дали сакаат или никој не ги прашува, значи тоа се случува и го гледаме со своји очи. Така да тоа е моментот кој што јас постојано кажувам дека поседување на крипто сега моментално е воопште не е лоша работа, затоа што истото може да ви помогне да го избегнете овој потенцијален конфликт и на тој начин да имате нешто што е не зависно од потенцијалната контрола која што ви ја спремаат. Битна работа исто така. Погледнете го видео каде што човекот објаснува дека не ви е потребен интернет за да функционирате со биткоин. If a government turns off the internet. Вели, што ќе се случи вика ако владата вика го исклучи интернет? Во превод, што ќе се случи ако се случи оној напад на, нели, cyber attack што се очекува сега моментално? Well, it can run on mesh nets. So you have individual mesh nets of multiple, radio nodes, and they can work. You don't need the internet. Вели, значи може вика и преку обични вика радио мрежи, вика да функционира вика кога овие нодови ќе се поврзат со радио мрежи помеѓу себе. Вика не ти е потребен интернет. You can trade Bitcoin without the internet. First of all. Ако сте погледнале во Африка, многу од луѓето, значи има начин како преку телефонската мрежа може да праќаат биткоин еден на друг. Погледнете и ќе видите дека и тоа е исто вистина. And number two, you can get a feed of price. You can get a Bitcoin feed from satellites, right? Значи исто така, доколку имате основна технологија која што ви е потребна во оваа ситуација, значи директно може да добиете и, нели, он се зборува за цената, а нормално и трговија преку сателити, затоа што моментално има неколку сателити кои што исто така помагаат во трансферирање на мрежата на биткоин. The Bitcoin is now being bounced off satellites, so there's also that going on. So the internet is not failed. It's not. You can still work your internet. I would also your Bitcoin. I would also say that if you have a catastrophic situation where the internet goes off and there's chaos,
all of your property that you own in your home, your car, your gold, your guns, your butter, whatever, all that can be either stolen or seized. But if you memorize your private keys and you have it memorized in your head, all of your wealth is still going to be sitting on the Bitcoin blockchain, so that when the power is turned on again, you can just access your Bitcoin again. Значи, оно што го кажува, јас постојано што ви кажувам, и да снема интернет, и да падне целата оваа мрежа, и моментално нодовите да не се поврзани една со друга, вели. Значи, вика, ако се случи катастрофа, вика, колата ќе ви ја земат, куќата ќе ви ја земат, вика, се што поседувате може да ви земат. Но во првиот момент кога ќе повторно има интернет и овие нодови ќе се поврзат, да речеме дека не користите радио сигнали и сателити, автоматски вашите пари се уште на истото место, само ви треба фразата, тоа е тоа. Значи, затоа и напоменувам дека моментално се прави огромен напор за овие CBDC да се воведат во светот. И се надевам дека тоа го гледате, затоа што колку помалку го гледате, толку побитно им е нив. Значи, нив е битно вие да не сте информирани за ова, додека не е прекасно. Значи, затоа и се обидувам толку многу да го форсирам тоа на нашиот канал, затоа што тоа е клучниот момент кој што моментално ви го форсираат. Со некои, како што кажавме, илузии од типот гледайте ваму Украина, гледайте ваму Бајнес го тужиме, гледайте ваму, не знам, глад имало негде. Битна работа исто така. Гледайте што се случува во исто време. Значи, кажавме Кина и незиното банирање не знам колку пати на криптосветот. Така. Значи, поминавме преку целата оваа ситуација и Кина успеа да го воведе својот CBDC. Сега веќе кога има CBDC, вели вака. Една од банките во Кина, Бочи, моментално направила first batch, односно цела една нова залика на хартија од вредност, токенизирани на Ethereum мрежата. Сега наеднаш од типот нема да имаме ICO, да се банира се преку банки во ано, мајнерите ги избркавме. Сега, ајде ќе правиме токенизирани хартии од вредност на оваа банка преку Ethereum екосистемот, на Ethereum, така. И тоа ова е во соработка со швајцарска банка UBS, значи може да го видите тоа овде. Значи UBS прави соработка заедно со во оваа ситуација Кина за ова, претпоставам затоа што UBS има удел во оваа банка, за да направат, и тоа пазите, 50 милиона, значи ова не зборуваме сега за мала количина, не, ова е во само момент, во 2022. Само ме интересира колку е голема, дали пишува. Не, да, 200 милиона, гледајте. 200 милиона швајцарски франци, ова, CNH, ако не се лажам. Со тоа што ова е големината на ново издадените хартии од вредност на Ethereum нетворкот, токенизирани, оно што јас постојано го кажувам, се ќе се токенизира. Се ќе представува токен, дали е тоа кола, куќа, не знам што и да е, се ќе представува токен, почнувајќи од хартиите од вредност. Така да во оваа ситуација, значи Кина сега наеднаш комплетно се сврте 360 степени и сега во нивна, во мејнленд, не во Хонконг. А што се случува во Хонконг, погледнете? Ова е ново, значи ова е пред само еден ден. Пазете, монетарниот регулатор, Hong Kong Monetary Authority, ги повикал представниците на HSBC и Standard Chartered. Ова се две големи банки кои што работат на територијата на Хонг Конг. Да ги праша зошто не дозволуваат на крипто, да зборуваме сега крипто ентитети како менувачници или не знам што и да е, да направат своји сметки и да работат преку нив. Значи најнаш ги повикува и им кажува, значи пазете, прешер, значи се прави притисок на овие банки да почнат да прифаќаат крипто клиенти. До каде се сврте работа од банови пред само неколку години, така? Но зошто е тоа така? Затоа што кај нив веќе CBDC е направен. Сега веќе немаат проблем затоа што веќе е спроведен. И сега веќе е општо прифатен и нормално сега не има проблем да дозволат и крипто да се врати на територијата. Моментално тоа што гледам во Америка е само неколку години наназад. Ја не гледам причина зашто они не би сакале бизнисот од крипто да прави профити на територија на Америка. Еве зошто, Fed now. Сакам да кажам, еве ви прост пример како се вртат работите. Добро, на страна тоа, значи имавме многу голем дел од ова што е за жал макроекономија, затоа што пак ќе напоменам, знаете и сами кога се наоѓаме во ваков тип на почеток на bull market, за жал ова е досадна година, една година пред халвингот, најчесто имаме зигзаг движење кое што е многу мртвувачко, многу од луѓето за жал во овој период се откажуваат од пазарот. Значи погледнете во било кој аспект од претходните една година пред халвингот, гледаме дека најчесто станува збор за зигзаг движење. Еве, прост пример, една година пред халвингот, значи нагоре надолу, иста ситуација овде.
една година претходникот, иако е нагоре, значи многу по-слабо движење нагоре за разлика од следната година. Истата ситуација можеме да видиме и овде, една година претходникот нагоре надолу, така. Значи тоа се оние непредвидливи една година каде што цената се движи во било која насока рандом, значи иако претежно најчесто завршува нагоре, но за жал тоа се една година на акумулација каде што многу од луѓето за жал се откажуваат мислејќи дека никогаш нема да дојдеме, а е нормален циклус. И затоа нема многу големи вести од страна на криптосферата, оние големи вести кои што ги имаат ги чуваат за кога конечно ќе почне да се случува нешто, односно кога ќе почне да се движат нагоре. Имајте го тоа во превид. Еве голема вест која што е многу битна, односно моментално се најавува како ќе изгледа и кој ќе биде следната надгрба на Етериум. Денкан, претпоставувам дека Денкан би било како Денкан, како и да е. Што е најбитниот дел за следната надгрба на Етериум? Откога конечно се направи стейкинг, кога конечно целиот Етериум представува POS. Имаме фото денк шардинг, најбитниот дел од овој надграбен пакет. Зошто? Затоа што фото денк шардинг, ако сте ги следели нашите претходни видеа, погледнете ги видеата за Ethereum апгрейдите, ќе видите, сме го објасниле тоа, е уствари креирање на снопови на трансакции кои што ќе бидат запишувани како една трансакција на Ethereum main блокчейнот. Најчесто овие снопови на трансакции ќе бидат реализирани преку second layer солуциите, како што е Zero Knowledge Proof, нели second layer, да речем, нели имате многу, и нели овдека се нормално големи како Optimism, како Arbitrum, како во оваа ситуација и Polygon, значи кои што треба овие second layer rollups да ги прават и да ги запишуваат како една трансакција на Ethereum блокчейнот. На тој начин ќе се намали и фи и ќе се зголеми брзината на основниот Ethereum блокчейн. Тоа што се чека веќе многу години, но мораше биде направено откако конечно Ethereum ќе премине на стейкинг, не на Proof of Work. Сега, битна работа исто така, имаме уште 4 други битни работи кои што мораме да ги спомнеме, а тоа е, ќе се намалат fees, значи to reduce fees for storing data on chain and therefore improve block space. Вчера што го кажеме дека моментално е премногу скапо да се чуваат податоци на Ethereum мрежата, го споредивме тоа ако се сеќавате кога разговаравме за Filecoin, ако не се лажем беше, каде што објаснивме дека потреби се милиони за моментално да изминтате и чувате NFT колекција на Ethereum. Потоа, to improve designs for bridges and staking pools, односно да ги надградат дизајните на мостови и стейк пулови, тоа ви е познато, to add minor code changes related to Ethereum Virtual Machine, значи ќе го менјаваат базичниот код на Ethereum Virtual машината, малку, сега нели овој дел на вистина не се разбирам, и to get rid of code that could terminate smart contracts. Значи ова е претпоставам некој дел од самиот Ethereum кој што моментално може да направи проблем околу смарт контрактите да бидат целосно исклучени, така да останува да видиме што е тоа. Значи ова е само почеток, ова не е дека ќе имаме надграба, не се знае ни кога ќе биде, се очекува да биде во текот на година, што значи дека се очекува да биде наредна година, ако мене ме прашувате, затоа што значи ова е само кои ќе бидат надграбите. Сега треба да се работи на нив, па потоа ако се сеќавате треба да бидат тестирани на оние 3 тестнета кои што ги поседува Ethereum, пред конечно да бидат имплементирани на самата Ethereum мрежа. И многу битна работа што јас ви ја напоменав, сакав само да ви ја покажам, дека уште еднаш ќе напоменам, Swift инвестира само во еден крипто проект, а тоа е Chainlink, каде што моментално активно и јавно кажува, јуни 6 2023, дека го користи Chainlink со цел да може да најде начин како да се конектира до практично да има конекција помеѓу Swift, финансиските институции и директно блокчейнот. Односно блокчейн во оваа ситуација се мисли на целиот екосистем, менувачници, приватни волети и слично. Ова би значило дека целиот традиционален финансиски систем ќе може да се конектира директно со блокчейн системот. Тоа е огромно и тоа се во Swift се случува преку Chainlink. Затоа и Chainlink има солиден дел во нашето портфолио. Многу битна работа, сакав да споделам, иако оваа соработка е долга, но сакав овој дел да го споделам затоа што е доста интересен. Друга интересна работа, VeChain, нормално Бобан Досев, он е представникот за VeChain. Значи моментално VeChain се повеќе и повеќе многу интересен збор што јас прв пат го сретнав. Digitalization би било, digitalization. Значи од каде потекнува physical world и digitalization.
каде е интересна комбинација на зборот каде што се допираат практично дигиталниот и физичкиот свет. Што станува збор? Рекетот на Новак Џоковиќ од 2023 Australian Open моментално е ставен на аукција која што е директно водена on-chain од страна на VeChain, каде што може да се купи само со VeChain и ова е како изгледа. Значи ова е активната аукција која што моментално е воведена од страна на VeChain, World of V, значи тоа е на нивна официјална страна, каде што преку VeChain, блокчейнот се бидуваат со заклучување на VET токени за тоа кој ќе го купи рекетот на Новак Џоковиќ, со тоа што победничкиот бит на 8 јуни е $14,386, кој што практично го добил ова и гледате, значи станува збор за адреса, која што не е во оваа ситуација име и презиме, адреса се знае, која што има своја адреса, каде што ќе треба да биде пратен. Така да ова е интересна работа и сакав да споделам со вас затоа што VeChain на вистина ќе биде голем, ако мене ме прашувате, во криптосветот. Интересна работа која што сакам да споменам, ова се некои три различни, да речем, видувања на тоа што може да се случи. Би сакал само да ги споделам со вас затоа што пак на некој начин има различен поглед на целата оваа ситуација од нас. Гледате дека тоа се сток, само да видам дали точно ќе ги кажам, Stock Money Wizards. Добро, тоа е претпоставам некој канал кој што прави различни чартови на како што може да видиме TradingView, како и да е. Она што моментално го споредуваат овдека е 2019 година пред самиот bull market, пред почетокот на неговото движење нагоре. Значи го имаме ова параболно движење каде што устврдивме практично дно и ова е практично самиот почеток. Значи ова е 2019 неуспешниот bull market пред корекцијата во COVID. Овдека гледаме дека имаме буквално такви две полиња на грайндинг нагоре, пред да имаме еден pullback, сега имаме втор pullback кој што они мислат дека ќе продолжи со уште едно движење нагоре масивно, кое што верувам дека ќе оповлечи серијот крипто маркет нагоре, но ова е само нивно предвидување со оглед на фактот дека имаме сличен чарт во 2019 дното и во 2023 дното. Како што кажуваме постојано и кој што многу пати го кажаме претходно, значи историјата не се повторува, но римува. Значи може да биде нешто слично. Овдека слична ситуација, истото тоа што го гледавме, дека можеби сега разликата е таму што овдека очекуваат уште еден памп нагоре, а во вториот чарт, како што можам да видам јас, очекуваат затоа што станува збор за слична количина на денови, дека ќе биде сличен чарт, односно дека ќе добиеме оваа корекција од COVID. Не верувам дека ќе биде исто како COVID, затоа што COVID го предизвика ова паѓање. Целиот овој дел на паѓање е уствари време траењето на развивање на COVID пандемијата. Моментално немаме толку голем страв од глобални размери како што беше COVID. Така да во оваа ситуација можеби се оправо, но јас не гледам сега за сега таков тип на страв кој што би не донел на ваква корекција пред да направим blow off top во следниот после халвингот. И интересна работа исто така, пак на некој начин споредба на претходните bull маркети од самото дно до практично, како што можеме да видиме, ова е само се обидувам да сватам. Значи како три различни циклуси каде што овој сегмент е уствари гледате, значи ист период на денови или месеци како и да е. Сега не знам, тоа е проблем што не може да видам дали станува збор за месечни, неделни, свеки како и да е. Гледаме дека буквално имаме ситуација во која што откако сме утврдиле дното, препоставам овдека, како и да е, значи сме имале потоа корекција и нормално памп. И сега оно што сакаа да го покажете, кога ќе ги споредите овие 4 моментално последни делови, изгледа дека слично нова би очекувале во следните, пак сега, не знам колку е големо ова, дали се ова недели или месеци, во следниот период да биеме памп нагоре. Повторно, со ора што го гледам моментално е од апсолутниот врв, според тоа како изгледаат овие чартови. Ова е апсолутниот врв во 2013 година, 2017 година, 2020, како ќе дое сега. Мислам дека ова се врвовите, со оглед на фактот дека ова многу наликува на 2017, 2019 и следниот во 2021. Така да мислам дека така изгледа. Со тоа што ова би било практично крајот на 2021-2022, bear маркетот, утврдување на дно и моментално се движиме нагоре. Со тоа што разликата е што ова се хајке наши свеки, кои што одамна не сме ги направиле, ќе треба да ги направиме во следната техничка анализа. И за крај, интересно клипче од Јован Цветановски, само да не дали го кажа правилно. Да, Јован Цветановски, каде што на некој начин треба да бидете многу пажливи, че ова е стварно
реално може да се случи на било кој, од ваков тип на практично не се фейк вести, но се вести за проекти кои што не се проектот кој што вие уствари го мислите. Прост пример, ако се сеќавате, ова е ситуација Celebrities like Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr., and Paul Pierce promoting a scam coin. In 20 Така, значи, ако се сеќавате Ким Кардашиан или тоа и го кажуваше Гери Геслер, дека е казната за промовирање на, значи, Ethereum Max, тоа е разликата. Значи, бидете предпазливи затоа што ваков тип на фат вести, оно што постојано ви кажувам, не се продава од кога ќе видите една вест. И не се купува од кога ќе видите една вест. Направете соодветна анализа. Тоа е она што сакав да ви го доловам, што ми беше исто така нели интересно пратено од во оваа ситуација Јован, затоа што многу често се случува на ваков тип на фат вести да продаете или купите. Значи, вие слушате дека некој го тужиле поради Ethereum, не читате дека е Max. И автоматски купувате или продавате, во однос на дали позитивна или негативна вест. Така да само сакам да напоменам, не мора да го гледаме целото видео, со оглед на фактот дека не сакам да ја гледам Ким Кардашиан, мислам дека губам неурони, губам IQ додека ја гледам, како и да е, но идејата е, оно што сакам да го напоменам, е дека бидете предпазливи во однос на ваков тип на фат вести кои што се многу на пазарот моментално, иако ова е стара 2 години вест, идејата е да бидете предпазливи и да проверите се што гледате неколку пати на различни извори, со цел да утврдите дека истото е реално. Ова беше се што имаме за денес, како и секогаш, значи работиме постојано, бесплатно за едуцирање на македонската јавност, затоа што доаѓа многу големи промени на целиот финансиски свет, не само во криптосветот, кои што многу ќе не афектираат како нас, така и останатите луѓе во светот, но нас ни е грижа за македонците, мене ми е грижа за македонците и затоа ово го правам на македонски јазик. Има доста литература на англиски, некој треба ова да го направи на нашиот јазик. Така да, затоа најмалку што барам од вас е, ако не ви е проблем и ако ви се допаѓа оваа материја, споделете ја со луѓето кои што сакаат да научат, затоа што гледате дека многу често има и многу општа материја во која што би можеле да научат основни поими и нели, да научат како функционира CBDC, крипто, макро, микроекономски појави во економијата. Значи, едноставно, многу би било позитивно за нас доколку би ни помогнале со ширење на оваа материја, затоа што ние можеме само да ја направиме и да ја споделиме. На крајот, за жал, останува на алгоритмот на YouTube, доколку ставите некој лайк, коментар, шер, значи се што може да направите subscribe, би помогнало алгоритмот на YouTube да ја прошири и доколку лично препорачате на некој да ги погледа нашите видеа со оглед на фактот дека за тоа се таму. Значи, единствена цел на нашите видеа е едукација. Не бараме пари, не бараме внимание, бараме само доколку можете да го споделите ова со што повеќе македонци со цел да бидат информирани за она што доаѓа. Како и секогаш им благодарам на момците кои што помогнаа уште еднаш на сета оваа материја која што нели деле од нив, деле од мене. Значи правам некоја збирка со цел да нели гледам да опфатам што можам повеќе. И уште еднаш ќе напоменам, понатаму продолжуваме да работиме со нормална работа на каналот. Некогаш ако не можеме да направиме материјал, не ни замерувајте, посебно мене, со оглед на фактот дека јас ги спремам 99% од материите и за жал некогаш сум презафатен, но ќе гледам што можам повеќе и понатаму активно да работам на едукација на македонската нација. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогевичи.